последниве години не биле секогаш на толку ниско ниво? Па јас ќе ве коригирам. Јас не би, корекцијата моја би била во вашето прашање дека малку се уништени. Значи јас ќе тврдам дека се многу уништени. Не заради друго, туку заради тоа што резултатите тоа го покажува. Вие имате ученици и студенти кои што имаат дипломи кои што се апсолутно невалоризливи. Вие не можете да ги валоризирате во ниеден сегмент. Меѓутоа можете да ги валоризирате во она што јас го реков преска, во гласачкото тело. Прво и основно кое што треба да се направи во една држава, тоа е образованието да се крене на завидно ниво. Ние сме имале образование во еден период кога државата сакала да има учени луѓе. Ние сме имале образование кое што било не само посакувано, туку и копирано од многу други земји. Да не се лажеме. Ние денеска имаме образование во смисла оди на училиште само колку да се појавиш. Тоа е недозволиво. Јас исто така не можам да прифатам дека една учителка, ќе ми простат сите што се гледаат многу повисоко од таа работна позиција, меѓутоа за мене учителот е нешто што е свето. Тоа е втората мајка. Ние така учевме и така е. Затоа што вам едната биолошка мајка ви дала живот, меѓутоа оваа интелектуалниот живот ви го поттикнува и почнува да ве едуцира. И таа учителка ние сега ја сведовме напишувач на оценки. Тоа не смеме да го дозволиме. Да се саме исфрлено воспитниот. Ако ние дозволиме со оваа плата некој да ни ги чува 8 часа децата, пазите, само сега зборувам, би ги чува, не би ги образува. Затоа што ние во наставните програми, наставните планови ги направивме основните грешки. Не можете вие да учите по македонски јазик за Баба Джексон, а да не научите за некоја многу поучена и многу практична македонска приказна. Професорке, ние се знаеме токму од разговорите за купените дипломи, за проблемите во највисокото образование. Вие исто така и се соочивте со проблеми во Институтот за национална историја, бидејќи не сакавте да пропуштите неколкумина кои сметавте дека не ги заслужуваат докторатите. Па сакам тука и да ве прашам, бидејќи тешка е таа борба, вие од лично искуство зборувате, колку ќе биде тешко за државата да се ослободи од овие појави? Зависи тоа кој ќе биде министер. Еве, јас ќе кажам искрено, мене ми беше срам еден Спиро Ристовски, еден Пиштар Љутвију да ми бидат министри за наука, за образование и наука. Вие немате капацитет во тоа Министерство за образование и наука доколку имате такви министри. Меѓутоа, тие секогаш досега одеа по принципот на онаа кинеската. На малиот му е потребен уште помало од него, за тој да се чувствува голем. Не. Ние моментално, еве и тоа ќе го кажам, во Министерството за образование и наука, во одделот за наука, имаме еден раководител кој што има одлични идеи. Феноменален човек. Меѓутоа не може да ги реализира. Зошто? Затоа што ќе се истакне дека науката во тоа време кога таа личност била на чело на одделот за наука, нешто се постигнало. И ние не сакаме да се постигне, сега го газиме човекот. Зошто? Не може тоа така. Она што е моето искуство е најсвеж пример ќе земеме. Изборот на ректор. Токму тоа и сакав да ве прашам. Сакам да го искористам вашето присуство тука за став за изборот за ректор. Не помина без скандали, еве можевме да видиме и професори кои се откажаа бидејќи сметаа дека се откажаа од трката бидејќи сметаа дека не е легално, легитимна. Оно што јас ќе кажам е сега во овој момент лична моја забелешка. Прво ќе им честитам на тие што се откажаа, затоа што навистина покажаа доблест и покажа сила. Дека ова што се случува надвор од сите мерки, замерки и било какви работи, тоа е срам за УКИМ. УКИМ е многу сериозна куќа. И УКИМ има многу сериозен потенцијал. Меѓутоа, кога некој ќе дозволи, повторно ќе се повикам јас на тие од политиката, да премолчи еден ваков срамен избор, тоа е веќе дно на дното.
Затоа што, ако ние дозволиме манипулација во УКИП, се натаму е лесно. И манипулации по институции, по институти, манипулации по така наречени факултети. Вие не знаете колку имаме така наречени факултети. А за универзитети па да не зборувам. Во едно време дури се шегувавме. Уште нема факултет за пантомима во Дојран. Мислам, дотаму отидовме, сарказмот наш веќе почна да излегува кој што не сме го имале. Професорка Демократија партија претежно составена од професори. Значи ли ова дека професорите и научниот кадар малку ни беа запоставени во изминати години во смисла на тоа дека не ја искористуваме доволно нивната експертиза и на тоа дека личностите кои се ставаат на чело на одредени институции или министерства повеќе се базираат на политиканство отколку на експертиза? Вака, демократи, сакам да кажам дека е партија која што ете и по сите досегашни истражувања има најмногу млад кадар. Ние имаме 15 многу млади членови кои што ги ставивме на листите и кои што треба да ја покажат собствената храброст и собствената потреба да учат. Да учат. Доколку досега имавме политичари кои што доаѓаат директно од, ајде пак ќе ги наречам така наречени, факултети со сета задршка и со сето извинување кон оние што навистина си ја работат работата. Така што нашата идеја не е ние само да се експонираме. Јас тргнувам, прв пат влегувам во ова ајде ќе ја наречам игра, бидејќи ова што досега го видов е толку голема бламажа, што не може да се нарече ништо поинаку. Јас мислев дека мојот интелектуален капацитет, бидејќи работам 32 години на македонско-албанските односи, на историјата на Албанија, на историјата на заедништвото на македонскиот и албанскиот народ, мислев дека моето лично искуство, моите сознанија кои што се црпени од многу архиви по светот, можам да ги имплементирам во одредени области, не само покажувајќи дека македонците и албанците на ова тло никогаш не биле толку душмани колку сега. Се обидов на секој можен начин да помогнам и во Министерството за наука, и во УКИМ, и во Институтот за национална историја, меѓутоа секогаш наидував на зид. Зошто беше тоа така? Затоа што, повторно ќе кажам, кинеската поговорка секогаш беше на сцена. Најважниот дел, кој што ние треба сега да го покажеме и докажеме, дека нашиот интелектуален кадар не е кадар со кој што смееме да се подигруваме. Ако погледнеме надвор од Македонија, колку деца ни избегаа и станаа многу успешни, предприемачи, научници, се и се што, тој кадар можел да остане овде. Меѓутоа, на оние кои што ги добиле дипломите, бакшиш, не им требаат луѓе кои што го заслужиле тоа ливче. Каде е клучот за задржување на младите во земјава? Во отворање на многу сериозен пристап кон отворање на науката, кон отворање на многу сериозен пристап во можностите тие да бидат иноваторите, не да биде иновација путерот кикирики. Иноваторите се во младите. Вие имате и повозрасни луѓе кои што со години работеле. Знаете ли дека еден од нашите членови има иновирано некоја работа која што јас не ја разбирам, искрено да кажам, тоа е некоја техника за која што јас не сум вична да ја разбирам, меѓутоа во Бугарија му е прифатена со 2 раце. Зошто морал да ја патентира таму? Зошто во Скопје не можел? Тоа е проблем. Може би и поради евроинтеграциите. Бугарија е веќе членка на Европската унија. Тука ќе го искористам приликата да преминеме на таа тема, бидејќи во партијата видов дека сте проевропска, дека сте партија која се залага за членство во Европската унија и НАТО. Вие сте па можеби една од ретките партии кој не е експлицитно наведено во програмата дека е против евроинтеграциите, практично против оној преспански договор кој беше услов
за евроинтеграциите. Како го гледате понатаму нашиот евроинтегративен пат? Нешто ќе кажам, значи како стручно лице. Ќе си го дозволам и тоа. Тоа што го нарекувате вие преспански договор, тоа е една конечна спогодба која што мене лично многу ми пречи. Некако начин на влез во Европска Унија, туку како начин, како параван за влез во Европска Унија. Ние сме многу свесни, возрастни сме и знаеме дека Европска Унија никогаш нема да не прими во нејзините редови со овој број на административци, со овој начин на водење на држава, на сиромаштија која што е невиljana, а која што никому ништо не значи, како ќе седне на фотелја, и дека нема да не примат додека ние не си го санираме нашето стопанство. И затоа, јас тврдам, дека тој така наречен преспански договор, кој што пак ќе кажаме една многу гломазна и многу, јас ќе речем штетна, формулација, тоа е нешто што нам ни се сервираше во смисла да, ние го подпишуваме ова, на сите ни е тешко, ќе прифатиме да ни е тешко, меѓутоа да ни биде отворен патот. Меѓутоа, нашиот пат не е само што не е отворен, туку напротив сега имаме уште една многу поголема пречка. Пречката која што нам ни ја сервираше Бугарија. Мислите на Гоце Делчев? Не, јас мислам на комплетната историја на македонскиот јазик, мислам на се оно што е чисто македонско, а кое што на некоја друга држава и недостасува во нејзината историја, па сега едноставно како лепенка ќе ја земеме и ќе ја пресликаме македонската историја во наша, ќе го анулираме сето она што македонскиот народ го направил во векови наназад и ние ќе се пердувиме, да ми извинат, со туѓи пердуви. Професор, ќе би сакала да ве прашам, бидејќи времето ни изминува. Сега сте во овој момент самостојно настапувате на изборите, но колкави се шансите и можностите да се приклоните кон некоја од коалициите постизборно? Сте разговарале ли за таа идеја во партијата или сепак Демократи останува самостојно и понатаму? Доколку ние добиеме можност да ги представуваме граѓаните во собранието, ние нема да коалицираме со никого, не заради друго, туку заради она што претходно го кажам. Сите кажа што имаат да кажат. Дајте да кажат некои нови лица. Професорке Катерина Тодоровска, благодарам за ова гостување. Уште еднаш ке повторам, носител на листа во изборната единица 1 од партијата Демократи. Веројатно имаме прилика да се видиме уште еднаш до изборниот процес и уште нешто ке потсетам на крај на нашиот разговор, а тоа е да ги охрабрам и колегите да обрнат повеќе внимание на сите останати политички чинители во овој процес, не само на двете најголеми или 4 најголеми политички партии, сепак мора да работиме сите заедно на плурализмот во